Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а со вас во емисија ќе биде Јулија Велковска. Фокус број 1 – економските прашања. Председателот Барак Обама денес со обраќање на оваа тема ги интензивира напорите да ги убеди конгресните лидери да изготват буџетски план пред истекот на рокот на 1 јануари. Следи блокот вести. Доколку дојде 1 јануари без Конгресот и владата да постигне договор за избегнување на така наречениот фискален гребен, во САД ќе настапи автоматско скратување во буџетот и зголемување на даноците. Председателот Барак Обама за ова ќе зборува во денешното обраќање. Експертите стравуваат дека скратувањата имаат потенцијал да ја турнат земјата назад во рецесија. Обама се залага за зголемување на даноците на оние кои заработуваат повеќе од $250,000 годишно. Републиканците се против ваквата мерка. Сепак председателот на представничкиот дом Џон Бејнер истакна дека е отворен за таква опција под услов да се интервенира во владините програми како социјално осигурување и Медикер. Лидерот на сенатското мнозинство Хари Рид изјави дека никој нема да го ремети правото на социјално осигурување под изговор на постигнување договор. Иран ветува дека ќе се справи со какво било летало што ќе навлезе во неговиот воздушен простор еден ден откако Пентагон соопшти дека иранските воени авиони нападнале американско беспилотно летало над меѓународни води во Персискиот залив. Генералот на иранската револуционерна гарда Масуд Азајери во денешната изјава за новинската агенција Фарс не даде експлицитна потврда за нападот, но подвлече дека Иран решително ќе одговори на каква било агресија од воздух, земја или море. Портпаролот на Пентагон Џорџ Литл соопшти дека беспилотното летало Предатор било надвор од иранските води на рутинска тајна наблюдувачка мисија на 1 ноември, кога ирански армиски авион пукал на леталото, но го промашил. Литл додаде дека САД го информирале Иран дека се подготвени да ги бранат своите сили и дека ќе продолжат со наблюдувачки операции над Персискиот залив согласно американската определба за безбедност во регионот. Тој кажа дека САД не отфрлаат ниту воен, ниту дипломатски одговор. Белата куќа соопшти дека председателот Барак Обама ќе биде првиот американски лидер кој ќе посети Бурма подоцна месецов. Сепак активистите предупредуваат дека патувањето може да се толкува како наградување на влада која нема високи стандарди за почитување на човековите права. Белата куќа додаде дека за време на регионалниот самит на Асоциацијата на југоисточни азиски земји, што ќе се одржи од 17 до 20 овој месец, председателот планира да ги посети и Камбоџа и Тајланд и дека целта на вклучувањето на Бурма е да се поддржи државата во актуелната демократска транзиција. Бурманската влада во денешната реакција вели дека, цитираме, топло ја поздравува одлуката, додавајќи дека американската поддршка би ја зајакнала определбата за реформи во земјата. Одделот за одбрана соопшти дека против 7 членови на елитниот тим на американската морнарица Силс е поведена дисциплинска постапка додека биле вработени како консултанти во компанија за производство на видеоигри. Представници на Пентагон изјавија дека специјалците наводно обелодениле информации на креаторите на игрите им дале приказ за специјално дизајнирана воена опрема без дозвола на нивните претпоставени. Секој од 7 специјалци добил писмо со опомена, а примањата ќе им бидат скратени за наредните 2 месеца. Надлежните органи соопштија дека неколкумина други членови на тимот се исто така под истрага. ОПСЕ даде позитивна оценка за председателските избори во Соединетите Американски држави, иако изрази загриженост за се поголемото влијание на парите во американската предизборна кампања. За значењето на изборите од дискусијата на Универзитетот Џонс Хопкинс, извештај на Јане Бојаджиевски. Фер, слободни и демократски. Вака ги окарактеризираа председателските избори во САД представници на наблюдувачката мисија на ОПСЕ. Минале во мирна атмосфера и без нарушување на редот, иако биле регистрирани големи редици на некои гласачки места, што придонело за мешаници, велат од ОПСЕ. Организацијата распореди 100 наблюдувачи од 20 држави на изборните места ширум САД. Жоао Соарес, пратеник во португалскиот парламент и шеф на наблюдувачката мисија на ОПСЕ за председателските избори во САД за Гласот на Америка коментира. Two words. The elections were free and fair. Два збора. Изборите беа слободни и фер. Нивниот изборен систем е тежок за разбирање во споредба со европските, но функционира. Португалскиот представник не забележал поголеми потешкоти во изборниот процес.
We don't have reports about major violations. Немаме извештаи од теренот за големи прекршувања на изборниот процес за време на гласањето во САД. Регистриравме незначителни прекршувања што се присутни кај сите земји во светот. Сенаторот Бен Кардин акцентираше дека Мериленд за прв пат во историјата на оваа сојузна држава спровел процес на рано гласање, што наишло на голем одзив меѓу гласачите. Тој и останатите членови од ОПСЕ ги отфрли извештаите во руските медиуми дека имало голем број случаи на прекршување на меѓународните стандарди за изборниот процес. Но ОПСЕ оцени дека досега финансирањето на политичките кампањи од приватни извори има потенцијал негативно да влие врз праведноста на изборниот процес. ОПСЕ на пресконференцијата во Вашингтон соопшти дека 4 милиарди долари биле собрани од директни донации од приватни лица и корпорации во изборната кампања во Соединетите Американски држави. Меѓутоа, севкупно 6 милиарди долари биле потрошени од двата политички табора, од Републиканската и Демократската партија, што представуваат најскапи избори во историјата на оваа земја. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон. Годинава се одбележуваат 50 години од американското движење што го трансформираше стаклото од функционален во уметнички елемент. Дейл Чихули, еден од основачите, во Музеот на современа уметност во Ричмонд, Вирџинија, неодамна на изложба покажа какви се убавени може да долови едно стакло. Командувајќи со екипа дувачи на стакло, Дейл Чихули е во креативен жар во студиото во Сиетл. All right, good, beautiful. Измина речиси 5 децении откако го направи првото уметничко дело од стакло. Put her back down again. Откако сообраќајна несреќа му го одзеде едното око, не може самиот да дува стакло и работи со други. Со стаклото трансформираше јавни површини, па дури и цели градови. Во 1999 му даде нов лик на дел од стариот град во Ерусалим. Во моментов излага во Музеот на современа уметност во Ричмонд, сојузната држава Вирџинија. Оваа инсталација е долга 20 метри, составена од 1500 парчиња, а направена специјално за изложбата. Чихули со восхит говори за стаклото. This material is so phenomenal. Феноменален материјал, еден од ретките што пропушта светлина и во допирот со неа дава прекрасни резултати. Како во оваа инсталација наречена персиски плафон. 71-годишникот Чихули е веќе легенда, но нема намера да запре. Веќе размислува за нова изложба. Whoa! Во наредниот Ньюсфлеш, пред празникот Денот на војните ветерани за споменикот во нивна чест тука во Вашингтон. Не пропуштајте емисијата во понеделник. Разговор со човекот без кого споменикот на жртвите од Виетнамската војна немаше да стане реалност. Гледајте во понеделник во Ньюсфлеш. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски, а јас сум Јулија Велковска од студиото во Вашингтон. За најново од САД и светот посетете нашата веб страница glasnaamerika.com, а дружете се со нас и на Facebook. Благодарам на вниманието, уживајте во викендот и гледајте не в понеделник.